Што очекувало од 2024 година? Што ми донесе оваа 2023 година? Која е мојата цел за 2024 година? И дали ќе осмеам юзерот на TikTok во Христи 2024 година? Останете до крајот на видеото да знаете, а јас сум Христи и ова се моите новости. Да. Интро! Да, добре дојавте во моето последно видео за 2023 година. Значи, одлучив ова да ми биде последно, не тоа другото што беше како 5 литри вода да испијам. Мене имаше, значи, 7 дена од тоа видео, нели, 5 литри со вода, мислев да биде последно, ама не, ова ќе биде последно видео. Мислев да го направам, бидејќи да нема последно видео, да не биде тоа, зашто глупо е некако тоа би биде последно видео за 2023 година. Али еве, ова е последно видео за 2023 година и денешната тема на видеото е што ќе има во 2024 година, ама ја ќе кажувам нешто повеќе и кој ќе ми биде цел и што ми донесе 2023 година и дали ќе оменјам, нели, юзернеймот на TikTok во 2024, мислам, Христи 2024 година, што ќе видите до крај на видеото. И да, ајде да започнеме со видео. Прво прашање е што ќе има во 2024 година. Значи, за разлика од 2023 година ќе биде појаки видеа, ќе има повеќе 24 часовни видеа. Во 2023 сам направив едно тоа црвена боја што е. И мислев да направам сега повеќе видеа уште се вакви 2024 година, како што е 24 сата во црно, во зелено, 24 сата во некоја друга боја можда, некоја просторија или нешто слично, или како пример 24 сата како некоја личност. И така некако слично ќе биде видеото од 2024 година. Ќе има многу влогови, ќе бидам поактивен на TikTok, мислам и ќе правам и доста видеа, доста лајвови, доста друга не се прави, целно TikTok видеа и TikTok лајвови правам јас. Ќе има и гейминг видеа, не се секирате, значи ќе има и Brawl Stars, ќе играм и Brawl Stars, не се секирате. Ќе има се, значи нема биде исто, ама ќе биде подобро од 2023 година. И сега идеме со второто прашање, а тоа е што ми донесе ова 2023 година. Значи 2023 година почна, нели, од 1 јануари пред 360 и не знам нија колку дена, али почна пред многу одамна 2023 година. Сега ќе кажам во кратко, мислам на кратко, што ми донесе оваа 2023 година. Значи, прво нешто што ми донесе е доста публика или доста followers на TikTok и на YouTube и на се свашта. Значи, многу ви благодарам што достигнавме до толку многу followers на TikTok и субскрайбери на YouTube и followers на Instagram, значи никогаш не сум се надал волку многу, али ете исполнив до негде. Мислев на YouTube да имав 1000 субскрайбери до крајот на годинава, али не достигнавме и имам сега 587 во моментов, не знам кога ќе утирам видеото, може ќе имам повеќе или помалце, не знам, али негде до пола сме до целот. И целата, нели, 1000 субскрайбери за мојот канал. Ама уште не сме до таму достигнале, али здравие до 2024 година се надевам дека ќе достигнеме. Друго, што ми донесе оваа 2023 година? Значи, ако не сте знаеле, јас сум 7 деление и у 6 деление поминав 5.00. Значи, оваа година ја поминав 5.00 или сите петки оценки во 6 деление. Значи, и тоа што сум вреден, фала многу за мене, што сум вреден и што поминав одлично оваа година. Сум преходната 2000 у 6 деление, мислам, а не у 7, али се надавам дека ќе поминам пак со 5.00 7 деление, не се знае. Ќе видиме до крајот на годината, нели. Друго нешто што ми донесе е мојот нов телефон, мислам уште не е нов, више 5 месеци од овој, али оваа 2023 година ми донесе и нов телефон. Тоа е овој што снимам сега, а тоа е iPhone 11. Пред тоа го користев овој телефон, ова е Samsung Galaxy A02s, кој не знае. И нова година ми го донесе овој телефон, бидејќи овој више му пројдека гаранцијата 2 години. И да, доста више му помина
гаранции доста ми кочеше, затоа сакав нов телефон и си добив нов телефон. Сега, која ми е целта за 2024 година? Или тоа е следното прашање. Значи, 2024 година мислам јас да достигнам до 5000 субскрайбери. Не знам дали ќе можеме, мислам дека ќе можеме лагано, али како што идеме сега, мислам сега идам пополека, али да продолжам пак со влогмасот што го прекинав и ќе имав повеќе, али мене веќе мислам со ти влогмасот да го правам, значи боже. И дали ќе има влогмас 2024 година? Финалниот одговор е ако се деси нешто интересно. Мислам, ако планирам нешто интересно за декември, да, ако не, нема да има. Ама здравје Боже до тогаш, значи до тогаш више има уште година дена да се да се одлучам. Али важно целта ми е 5000 субскрайбери до крајот на 2024 година. Мислам, уште не ни почната 2024 година, али до крајот сакам да имам 5000 субскрайбери. Исто сакам да имам и 100.000 фоловерс на TikTok. Мислам дека ќе успееме. Мислам, ако не се угасе TikTok, зашто зборија дека ќе се угасе од TikTok во вакво во нашата држава после 2024 година, али ако не се угаси, ќе стигнам уште и ќе достигнам до 100.000 субскрайбери, значи ќе достигнам увек, ќе достигнам. Целта ми е тоа. И конечно идеме до финалното прашање. А тоа е дали ќе го сменам мојот юзернейм на TikTok во Христи 2024 година? Финалниот одговор е погодете. Не. Значи, зашто не го менјам юзернеймот? Бидејќи треба и тука да сменам и тука до четврка да напишам. Исто така и на Инстаграм да го менјам. Тоа викам, не, остај, не го менјам. Тоа нема ни да го сменам юзернеймот. И да. Мислам дека тоа е тоа видео. Кажав све што сакав да кажам за крајот на 2023 година. Значи многу и достигнавме, многу и ќе достигнеме во 2024 година, здравје мислам. И да, значи ќе има прво видео што ќе биде 2024 година, ќе биде влог, као славиме нова година, мислам дома ќе славам нова година, нема да идам негде сега, да се трошам со пари, мислам што ќе идам за една нова година да се трошам пари. Бегајте, дома ќе си славам нова година. Ќе има и влог, ќе правам и TikTok live тогаш, мислам дека, али не мислам да правам за нова, мислам за точекот, бидејќи нема никој си дека се чекат нова година, таму нааму. Затоа мислам само видео да направам, а live као може мал live, онака. Не е лошо да биде мал live. И да, тоа ќе биде првото видео, што биде срекна нова година, вајде ќе се вика за 1 јануари, или за 2, не знам, кога ќе објавам, кога ќе стигнам да го едитирам видеото тогаш, не знам. Али ете, тоа е тоа видео, се надевам дека научив нешто ново, мислам ништо не научивте, али нема везе. Се надевам дека уживавте во ова видео, оставете некој лайк. Не морате, али ако сакате лайк, че дизлайк, че не е лошо. Субскрайбнете се да достигнеме до 1000 субскрайбери. Никад нема да достигнеме, нема везе, али тоа е тоа од ovo видео. Ние се гледаме на 1 јануари дури, значи збогум 2023 година. Чао. Сак иде интрото пак, мислам интрото као аутро ќе биде пак, али чао.